Параболата за која ќе зборуваме денес е веројатно една од најпознатите што ги кажал Господ Исус. Најчесто, тие кои ја спомнуваат велат дека таа ја кажува суштината на христијанството. Дека сето христијанство те учи да бидеш добар сосед. Нема многу кои ќе се заинтересираат за контекстот, па да се задлабочат во нејзиното значење. Ајде да ја прочитаме заедно. И ете, стана еден законник и искушувајќи го рече: Учителе, што треба да направам за да наследам живот вечен? А тој му рече: што е напишано во законот? Што читаш таму? Тој одговори и рече: возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум, и својот ближен како себе си. Му кажа пак: добро одговори, тоа прави го и ќе живееш. Но тој, сакајќи да се оправда, му рече на Исус: а кој е мојот ближен? Исус му одговори и рече: еден човек, додека стегуваше од Ерусалим во Ерихон, западна меѓу разбойници. Тие го соблекоа и го претепаа и си отидоа, оставајќи го полумртов. Случајно во тоа време слегуваше по тој пат еден свештеник и кога го виде, помина на спротивната страна. Исто така и еден левит, кога дојде на тоа место, погледна и премина на другата страна. Еден пак самаријанин, кој патуваше, кога дојде до него, се сожали. И кога се приближи, му ги преврза раните, поливајќи ги со масло и со вино. Потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилницата и се погрижи за него. А утредента, на кинисување, извади 2 денарија, му ги даде на гостилничарот и му рече: погрижи се за него, а ако потрошиш нешто повеќе, кога ќе се вратам, ќе ти платам. Кој пак од тие тројца ти се чини дека му беше ближен на оној што падна во рацете на разбойниците? А тој одговори: оној што му искаже милосрдие. Исус му рече: оди и ти прави така. Ако внимателно го погледнете текстот и го читате полека, ќе забележите дека тој е во форма на диалог. Прво законникот поставува прашање, потоа Исус поставува свое прашање. Тогаш законникот му одговара на Исус, а тогаш Исус го одговара прашањето на самиот законник. Видете го првото прашање: што треба да направам за да наследам живот вечен? Исус прашува: како ти го разбираш тоа? Правникот одговара со цитат: возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и својот ближен како себе си. Тогаш Исус одговара па вели: оди и ти прави така за да живееш. Законникот пак прашува: а кој е мојот ближен? И сега Исус дава споредба, па прашува кој беше ближниот. Правникот одговара на прашањето на Исус, па Исус на крајот го дава својот одговор. Ајде да почнеме со првиот диалог. Човекот беше експерт за законот, за Божиот закон. Тој не беше само правник, туку и теолог. Во Римското царство евреите имаа некаква автономија, па смееа да го практикуваат својот закон. Значи човеков веројатно беше теолог и еврејски правник. Ни се вели дека станал да го искушува Исус. Учителите во тоа време седеле заедно со своите ученици, кои седеле и исто така па ги слушале. Ако имало студент кој сакал да праша нешто, обично ќе се исправил, ќе го поставил прашањето, па пак ќе седнал, за да покаже чест кон тој што ги поучува. Но иако овој ученик сега стои, не покажува почит. Туку читаме дека сакаше да го искушува Исус. Ако го погледнете тука контекстот, фарисеите и еврејските водачи веќе почнаа да праќаат шпиони да го следат Исус и да бараат нешто за да го фатат. Така што, оваа ситуација изгледа како уште еден обид да се фати Исус во стапица. Многу е интересно прашањето: што треба да направам за да наследам вечен живот? Не ли ви се чини чудно прашање? Што да направам за да наследам? Очигледниот одговор е: не можеш да направиш ништо. Или одговорот е: роди се во правилното семејство кое може да ти даде наследство. Многу опции тука нема. Но дури да го занемариме прашањето, факт е дека овој човек смета оти за да добие вечен живот, треба нешто да направи. Исус не му одговори. Поточно, одговори со прашање. Има еден автор, се вика Ренди Њуман, кој е всушност евреин кој поверувал во Христос, и тој има напишано една книга, се вели
евангелизација преку поставување прашања. И тој ги проучува сите места каде што Исус не одговара директно, туку одговара така што прво ќе постави свое прашање. Односно на прашање одговара со прашање. Во психологијата на преговарање, ова се вика огледало, односно мироринг, го вика. Например, ако некој ти каже, зарем ти веруваш дека без вера во Исус ќе отидеш во пекол? Стварно, дека единствениот пат за спасение е само Господ Исус Христос, дека нема друг пат. Како ќе им одговориме? Може да зборуваш за Божјата светост, за Божјата перспектива кон гревот, па да му укажеш на човекот дека може да има само една вистина, дека таа мора да биде апсолутна, дека Бог не лаже, дека така е запишено во Библијата и така натаму. И сите тие одговори се во ред. Ама по неколку минути човекот, ако нема некое познавање на Библијата, некое претходно познавање на Библијата, веројатно веќе нити те сваќа, нити те слуша што зборуваш. Наместо тоа, овој автор вели, употреби го начинот на Исус. Постави и ти прашање. Например, мислиш ли дека никој не треба да отиде во пекол? Ако вака го поставите прашањето, сигурно е дека таа страна ќе каже, па добро, предпоставувам дека некои диктатори, можеби некои крволочни луѓе, некои можеби, не знам, масовни убијци, редно е да завршат во пекол. Добро, следното моје прашање, кажи ми тогаш кои треба да се критериумите, според кои некој треба да заврши во пекол. И сега веќе водиме дискусија. Не со расправија, туку поставуваме прашања што ни даваат можност да започнеме диалог. Тој е начинот тука на Исус. Него му е јасно дека прашањето е чудно и дека милоста Божја се заменува со правење, нешто за да се умилостиви Бог. И затоа самиот тој одговара со прашање. Што ти мислиш дека треба да направиш за да наследиш вечен живот? На крајот на краиштата, ти си учител на законот, ајде кажи ми го твоето мислење. Овој експерт одговори со цитат од писмото. Во 5 Мојсеева 6 глава и Левит 19. Возлюби го Господ твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сиот свој разум и својот ближен како себе си. Ете, вели тој, тоа треба да правиш за да добиеш вечен живот. Ајде да ве подсетам дека Исус ги цитира тие текстови во Марко 12 глава. Таму Исус дискутира исто така со еден законник, но овој таму постави едно поинакво прашање. Неговото прашање беше која е најголемата заповед во законот. И тоа беше многу поинакво прашање отколку сега во оваа ситуација. Кога тој законник прашува таму која е најголемата заповед, Исус нема одговори со прашање. Туку одговара точно со тој исти цитат. Возлюби го Господ твојот Бог и така натаму. Не знаеме која случка е прва, а која е втора. Но јасно е дека овие текстови биле сигурно многу познати и користени, бидејќи очигледно е дека двајца учители на законот размислувале за нив. Исти текстови, иста заповед, во два различни контексти, добива различни одговори. И затоа, ако сакаме, мораме да ги разгледуваме во двата случаи посебно, бидејќи во двата случаи значат нешто поинакво. Во Марко 12, основното прашање е зошто е ова најважната заповед. Љуби го Бог со сето срце, сила, душа и ум. И одговорот на Исус таму беше дека сите други заповеди ги кршиме откако ќе ја прекршиме оваа. Исполни оваа заповед совршено и нема никогаш да сгрешиш. Оваа заповед вели дека секој грев е поврзан со Бог. Ако мамиш, ако излажеш, ако си огорчен, ако мразиш, најпогоден е Бог. Најдобар пример за тоа ни е Давид кога сгреши со Батшеба. Во Псалм 51 тој вели против тебе, само против тебе сгрешив. По човечки, тоа не е вистина. Тој сгреши против Батшеба, ја заведе, сгреши против незиниот маж, го уби, односно намести да го убијат, сгреши против својот собствен народ, тој беше царот кој требаше да го држи законот, а самиот тој го прекрши, против војската и старешините кои ги корумпираше со неговата заповед, што ги натера да наместат да умре невин човек. Ама вели, само против тебе Господ изгрешив. Тоа е она што гревот го прави грев, бидејќи е против Бог. Ако Давид во тој случај го сакал Бог со сето срце и душа,
немало сигурно да ја заведе Бачеба. А другата заповед е слична на оваа, бидејќи ако го сакаш ближниот, фокусот на твојот живот е другиот, а не ти. И тогаш немаш причина да грешиш. Но овој правник тука конкретно постави поинакво прашање. Тој прашува што да направи за да наследи вечен живот. Вистина и неговиот одговор е љуби го Бог со сето срце, душа, разум, ум и така натаму, и во известна смисла тоа е окей одговор. Не е самиот по себе лош. Погледнете го одговорот на Исус даден на одговорот на законникот. Во 28 стих вели: добро одговори. Тоа прави го и ќе живееш. Сега, зарем Исус вели дека вечен живот се заслужува? Стегни се, мачи се малку повеќе, ќе влезеш. И така сакаат да веруваат мнозина денес. Ама ајде малку да размислите. Зарем не ви се чини дека Исус тука зборува малку со иронија? Секој кој ќе исполни ваков стандард нема потреба од благодат. Супер. Ако сакаш да направиш нешто за да добиеш вечен живот, љуби го Бог со сето срце, сила, душа и ум, само напред и ќе добиеш вечен живот. Ете така. Јас верувам дека законникот беше доволно умен да свати дека Исус зборува со иронија. Тој се фати на јадицата, знае дека тоа е невозможно и затоа сега пак поставува прашање, обидувајќи се да се оправда. Но ајде да застанеме за момент тука пред да продолжам. Дали ти и јас го сакаме Бог на тој начин? Со сета душа, со сето срце, со сиот ум, со сета сила. И јас сум сигурен дека имаме такви моменти во животот кога се што сакаме, се што бараме, кон се што се стремиме е Бог. И тоа го правиме заради неговата добрина, заради неговата љубов, заради милоста, заради нешто што тој направи во нашиот живот. И тогаш навистина се грижиме за другите. Сакаме да ги сватиме, сакаме да им помогнеме, сакаме да им се најдеме и така натаму. И во еден момент сваќаме колку е нашата љубов кон Бог и кон нашиот ближен тенка. И сваќаме дека ако ова е условот да влеземе на небото, никогаш нема да стасаме таму. Не само ние, никој. Небото ќе остане празно. И тука завршува првиот диалог. Сега доаѓа вториот диалог со првото прашање на законникот. Но тој, вели текстот, сакајќи да се оправда, му рече на Исус: а кој е мојот ближен? Забележувате дека не се осмелува да каже: а како да го сакам Бог со цело срце или душа? Не се осмелува да каже: па јас веќе го сакам Бог толку многу. За да се оправда, ама да не заглави премногу, се врти кон ближниот. Кој е мојот ближен? Текстот, забележавте, вели, сака да се оправда. И таа желба за самоправедност ја има во Евангелието на Лука на многу места. Например, кај богатиот и Лазар, после во Лука 16 фарисеите се правдаат за нивната љубов кон парите, во Лука 18 Исус вели, кажува една споредба таму за оние кои беа самоправедни. Што вика: Боже ти благодарам што не сум како овој тука. Да не заборавиме дека оправдувањето е можно само ако Бог не оправда преку смртта на неговиот син. Божјата праведност тогаш ни се припишува нам и затоа можеме да застанеме праведни пред Бог. Само Бог е тој што може да го оправда безбожникот. Што е спротивно на ова? Бог да не го оправда грешникот. Но од друга страна, спротивно на оправдувањето е само праведноста. Или ние се правдаме, или Бог не оправдува. Или ние правиме, или Бог прави. Исус сега ја кажува споредбата за тој да го постави своето прашање. Има еден патник кој оди од Ерусалим кон Ерихо. Нападнат е, оплячкан е и оставен е како мртов. Оставен е гол, забележувате. Во тоа време облеката била исто толку важна и скапа како и парите што човекот може би ги носел. Затоа разбойниците не ги зеле само парите и скапоценностите, туку му ја зеле и облеката, бидејќи таа се продавала или се користела. Коментаторите на Библијата велат дека во тоа време било многу лесно да препознаете кој е од каде е. Слично како кај нас денес. Според јазикот, според облеката, според акцентот. Например, ако зборувал еврејски, веројатно е свештеник. Ако зборува арамејски, веројатно бил селенец од околината на Ерусалим. Тие кои биле покрај морето зборувале феникиски, во Галилеја некои зборувале арамејски, сиријак или грчки, римјаните се разбира латински.
И облеката на секоја од тие групи луѓе била различна. Согласно со социјалниот статус, согласно со функцијата. И тука имаме проблем. Ова е претепан и не може да зборува. Гол е, па не знаеме што носи. Тоа е само единствено човек. Може би бил евреј, може би самарјанин, може би римјанин. И гледаме, првиот тука во случката е поминува свештеникот. Не застана. Може би се уплашил тој да не биде нападнат. Може би се враќал од работа во храмот, бидејќи свештениците служеле по 2 недели, а потоа се оделе дома. Ако се допре до мртовец, правилото било дека мора да се врати назад во храмот и да помине уште една недела на очистување пред да се врати кај своето семејство. А човекот тргнал дома, па не е фер за семејството да заглави уште цела недела. Плюс, а што ако испадне овој самарјанин или некој друг неевреј? Според себе си, од негов аспект, тој имал причина да го одмине. И левитот, помошникот во храмот, ја имал истата ситуација веројатно. Поминува, реагира исто како свештеникот. И во овој момент на историјата, по сите нив поминува самарјанин. Пред многу години, кога асирците ги освоиле 10 израелски племиња, тие ги одвеле евреите во Асирија. И на нивно место, на таа територија, населиле различни други народи. Во Самарија се помешале останатите евреи и тие тугинци и се формира една нова група луѓе кои ги нарекуваме самарјани. Тие луѓе, кои биле отфрлени од евреите, почнале да развиваат своја религија. Изградиле дури и свој храм на планината Геразим. Тие исто така сметале дека само првите 5 книги на Стариот Завет се Божи, а другите книги ги сметале за неважни и одвратни, бидејќи зборуваат за евреите. Кога евреите повторно успеале да го изградат својот храм и кога се засилиле, го уништиле храмот на самарјаните. За евреите, самарјаните биле нечисти. За самарјаните пак, евреите биле лицемери, убици и закана за нивното постоење. Еден таков отпадник, самарјанинот, е оној кој дава прва помош. Излева масло и вино на раната за да ја исчисти, што е била стандардна процедура по тоа време, го става болниот на своето магаре, значи сега самарјанинот веќе оди пеш, го носи до најблискиот тан да го смести, да му помогне да заздрави. Оди чекот понатаму. Остава 2 денарии, 2 дневници на анџијата, што коментаторите велат било доволно за 1-2 недели престој таму. Ама човекот бил толку лошо, во таква лоша ситуација, што самарјанинот вели, веројатно ќе остане подолго. И се што треба, се што ќе потроши повеќе, јас ќе ти платам кога ќе се вратам тука назад. Ова е многу важна изјава, бидејќи во тоа време, ако не сте можеле да си го платите долгот, тој на кого му должите имал право да ве продаде вас, вашето семејство, жена, деца, како робови, за да ги земе парите да си врати малку од штетата. Ако овој болниот останал болен подолго време, да кажеме, например, 2 месеци, откако ќе оздравел, анџијата имал полно право да го продаде како роб за да наплати долг. Наместо тоа, самарјанинот дава гаранција за плаќањето. Му го спасува животот на овој тепаниот. Се грижи за него, го лекува и го спасува од робство. Повторно да кажем, овде имаме натепан човек. Не знаеме од кој народ, не знаеме од која нација. Само човек. И сега Исус прашува, кој му е ближен на овој тепаниот? Ова е многу длабоко прашање. Не знам дали забележавте, ама е поинакво од прашањето на законникот кон Исус. Законникот кон Исус го постави прашањето, а кој е мојот ближен? Исус пак го смени прашањето и праша вака, на кого треба јас да му бидам ближен? Исус не сакаше да каже дека треба да направиме список на сите кои ни се ближни, па да знаеме на кој да помагаме и на кој да не помагаме. Туку вели направи список на тие на кои ти треба да им станеш ближен, за да помогнеш. И затоа оваа споредба е слика на Божјата благодат, која одговара и која помага тогаш кога ти и јас имаме потреба.
Закоников се најде толку во стапица, што не можеше да каже ниту па самаријанинот. Вели оној кој покажа милост. И тогаш заповедта на Исус беше оди и ти прави така. Ајде да видиме која е овде поуката за нас. Ако се вратите малку назад во Евангелието според Лука, уште од 9 глава од 44 стих па натаму, Исус почнува да зборува за својата смрт. Дури ни учениците не можат да разберат и не се свесни дека Месијата треба да страда и да умре. До Лука 19, Исус оди кон својата смрт во Јерусалим. Всушност, оваа глава тука е почетокот на патот кон крстот. Се после 9 глава се случува на патот на Исус кон крстот и Голгота. И очигледно е дека Лука во овој момент сваќа дека Исус е врховниот добар самаријанин. Очигледно е дека Лука во овој момент сваќа дека Исус е врховниот добар самаријанин. И првата поента на расказот, морам да нагласам тука, не е да го представи Исус само како добар самаријанин. Дека знаеме дека тој е многу повеќе од тоа. Ама сепак Лука не може да не забележи дека Исус е единствениот вистински добар самаријанин, кој го спасува човекот од смрт, го лекува, плаќа за се што должи и гарантира дека нема да стане роб. Иако ова не е главната поента, сепак е јасно од ова е паралелната вистина, дека Исус е единствениот кој помага, кога сите ќе не одминат, кога патиме, кога страдаме, само тој е оној што може да помогне, само тој е оној што може да спаси. Кога не знаеме каде да одиме, кога сме како мртви, Исус доаѓа, не подига, ни ги преврзува раните, ни дава засолниште, плаќа се, оди кон Ерусалим да плати со својата крв, не ослободува од робство и ни дава вечен живот. И на крајот Исус вели оди и ти прави така. И ти и јас треба да бидеме во улогата на добрите самаријани. Крстот Христов ни станува модел како да живееме и како да умреме. А не е само начин за нашето спасение. Во првото послание на апостол Петар во 2 глава, Петар вели дека Исус го понесе нашиот грев на крстот, но исто така вели дека ни даде истовремено и пример кој треба да го следиме. Желбата да се биде ближен на некого е неизбежен резултат на животот кој Исус ни го дал заради неговата смрт на крстот. Значи, оди и ти прави така.